Вести на Ирис телевизија. Премиерот Зоран Заев заедно со министерката за труд и социјална политика Мила Царовска денеска во Штип на средба со бизнис секторот ги представија мерките од оперативниот план за вработување, бидејќи како што рече Заев, знаеме дека процентот на невработеноста е голем, изнесува 22,4%, а од друга страна работодавачите бараат работници и тешко може да ги најдат. Владата предвиди над 17 милиони евра за мерките кои ќе помогнат на стопанството за да си најдат работници, а работниците да си најдат соодветно работно место. Најави денеска премиерот Зоран Заев со штипскиот бизнис сектор. Проблемот е меѓу другото преку процесот на преквалификација, преку можноста да луѓе кои што завршиле соодветно образование, но немаат работа за тоа место, директно да ги преквалификуваме за работни места таму каде што треба. Државата тоа ќе го изфинансира комплетно и тоа е делот на моделите кои што се применуваат во Германија, во Швајцарија, во Австрија, познато дуално образование или слично. Целта е практична обука и тренинг, финансиран директно од државата, со стекнување на практично искуство и трајно обезбедување на работни места на работниците. Искриравме неколку важни мерки кои што ќе дадат придонес кон креирање на остручен, квалификуван кадар согласно потребите на работодавачите, а со тоа правиме две добра. Вработуваме лица кои што се тешко вработливи во моментов или се невработени, но исто така создаваме и можност да компаниите се развиваат, а со тоа да се развие економијата во Република Македонија. Општината ќе биде партнерски поставена во однос на овој проблем и овој оперативен план кој што се работи во владата на Република Македонија и очекувам дека во наредниот период тие обуки кои што ќе се случат дека ќе бидат овде, ќе се случат овде во општина Штип. Што се однесува за малиот процент на искористеност на субвенциите од Законот за минимална плата, за кои работодавачите имаат забелешки, заявили дека веќе ги почнале разговорите со бизнис секторот, како да ги надминат проблемите кои ги имаат со институциите. Разговаравме за проблемите кои што ги имат пред УЈАП, разговаравме за проблемите со царината, за она што е фира во материјалите во текстилот, да ги се изнајдат решенија, веќе закажавме со станоци и така натаму. Овие пари се наменети за поддршка на бизнис секторот заради воведувањето на минималната плата и сакаме да ги искористиме. Воочивме дека проблемот веќе не е во надокнадата на минималната плата, туку на отворената спирала на покачувањето на другите плати. И тука мораме да ги поддржиме. Па дел од проблемите, особено и последниот, кога компаниите кои конкурираат за надомест на средствата, тоа е за субвенционирање дел пораст на платите заради минималната плата, кои платите ги исплатува после 15 во месецот, мислам дека ќе се реши, затоа што Министерството за труд и социјална политика даде свое мислење дека во овој случај лекс специјалис е законот за минимална плата и треба таа субвенција да ја користат и работодавачите кои работеле, тоест платата исплателе после 15, тоест како што вели законот до последниот ден од месецот. Премиерот Заев во Штип истакна дека посебно во источниот регион има недостаток од текстилни работнички, а исто така недостасуваат и огустителски работници заварувачи. Според него има дејности каде што платите растат, но нема квалификувана работна сила. Токму и преку ваквите дебати со бизнис секторот се изнаоѓаат алатките за решавање на проблемите. Како што рече Заев, социјалниот диалог мора да постои со цел државата да оди напред, работниците да имаат повисоки плати и младите да остануваат во земјава. Преговорите за името се предвижуваат во позитивна насока, оценува премиерот Зоран Заев. Вели дека е добро што министрите за надворешни работи на двете земји излегоа со отворени ставови, кои во периодот што следи ќе треба да бидат прифатени од институциите и граѓаните на Македонија и Грција. Да, јас реков сум позитивен и повеќе после Виена, заради тоа што отворија министрите душата, фала Богу, ги кажа од прилика ставовите, знаат што е тоа што е возможно, знаат тоа што е невозможно, така да придвижување напред има. Се надевам дека сегашната средба која што предстои овде во Македонија, веројатно во Охрид, на 11 и 12 треба да се видат министрите, не знам дали е потврдена, знам дека беше само план, ќе направи сигурно дополнително поместување и продолжуваме понатаму. Месеците се пред нас. Убеден сум дека ако направиме напори да водиме грижа за нашите партнери од Грција, како тоа што ќе го договориме ќе го поминат на институциите, но и тие да водат грижа за нас, како тоа што ќе го договориме да помине низ институциите, пред граѓаните и во Грција и во Македонија, тоа е начинот на решавањето на проблемот и верувам дека ќе најдеме решение кое што ќе го сочува достоинството и идентитетот на двете земји.
Премиерот најави реконструкција на владата во текомниот месец. Вели ке се почека малку за да се донесе правилна и неизбрзана одлука. Верувам дека ќе завршиме со реконструкцијата на владата, разговараме веќе за одредени кадри, јас почнав разговори со политички партии и со пратеници во самиот парламент. Верувам дека согласно квалитетноста на кадрите ќе бидат така и назначени самите луѓе. Заради тоа не излегувам веднаш со ново решение за министер за правда, сакам да го искористам просторот на преговорите околу реконструкцијата на владата и нејзиното зајакнување, па во целиот овој пакет ќе го пополниме и упразнетото Министерство за правда, а секако ќе настапиме и со другите кадровски решенија. Министерот за транспорт и врски во увид на градежните работи на експресниот пат Штип село Крупиште, кој е трасиран околу 20%. Сугаревски најави дека за 10 дена стартува изградбата на експресниот пат Штип Радовиш, чија инвестиција изнесува околу 40 милиони евра. Далноводи на МЕП со археолошки локалитети, асфалтна база на кинески Синохидро се дел од пречките кои се наоѓаат на експресниот пат Штип Кучани. Министерот за транспорт и врски Сугаревски, директорот на Агенцијата за државни патишта Китанов, кој беа во обиколка на овој пат, кој е во изградба, велат дека во изминатите 5 месеци дел од овие проблеми се надминати. 20% е извршено трасирањето на делницата од Штип до село Крупиште и над 90% е завршена експроприацијата на земјиштето. Патен правец кој што има 28 километри должина. Во моментов се работи на делницата од Штип до Крупиште, која што е 14 километри, има некаде вредност околу 20 милиони евра. За втората делница, која што треба да биде од Крупиште до Кочани, во моментот се одвива тендерска документација и по завршувањето на таа тендерска документација ќе се отпочни со сите активности. Сугаревски истакна дека владата е силно фокусирана на изградбата на патиштата во источниот регион. Се предвидени над 300 милиони евра кои ќе се инвестираат во нова патна инфраструктура и реконструкција на магистралните регионални патни правци. Знаете дека во моментов покрај овој патен правец, овој експресен правец, се работи интензивно на автопатот Миладиновци Штип. Реализацијата од ден на ден се повеќе се покачува, така да согласно анекс договорот кој што ви имаме подпишано со кинеската компанија, очекуваме до крајот на септември да биде таа делница завршена. Директорот на Агенцијата за државни патишта Зоран Китанов вели дека проектот е за експресниот пат Штип Кочани. Има неколку пропусти, но не верува дека овие проблеми во подолг временски рок би ја забавиле изградбата на експресниот пат, бидејќи проблемите ги решаваат експресно. Поубавата работа од овој пат е што овој пат, така како што е трасиран со своји некои 11,5 метри на ниво на експресен пат, ќе биде исто така, за разлика од другите експресни патишта, и со заштитна ограда и нема попат да има, како да кажам, толку многу приклучоци и клучки каде што ќе може безбедноста да биде загрозена на учесниците во сообраќајот, по својата димензија тој представува една коловозна лента од еден автопат, што значи со самата експроприација тоа е земено во предвид и после, што знам, 10, 15, 20 години, ако интензитетот на сообраќајот толку многу го надмине, ги покаже потребите, сосема слободно може да се изгради уште една лента. Китанов најави дека за 10 дена стартува и официјалната изградба на експресниот пат Штип Радовиш, инвестиција од околу 40 милиони евра, сосема нова трасе од Штипскиот затвор до рудникот Бучим, а според градежната компанија која го има добиено тендерот, градежните работи треба да завршат во рок од 2,5 до 3 години. Денеска е Велики четврток, ден кога почнува чествувањето на големиот христијански празник Великден или Воскресението Христово. Светата црква на овој ден спомнува за тајната вечера и востанувањето на светата причест, предавството и судењето на Исус и побиче уште рано наутро пред изгресонце, домакинките бојадисуваат јајца во црвена боја. Од денеска на Велики четврток започнува чествувањето на најголемиот христијански празник Великден. Светата православна црква си спомнува за последната вечера на Христос со апостолите, јудиното предавство и судењето на Исус Христос. Велики четврток се празнува од Сабајле, тоест во 7 часот почнува утрената богослужба со литургија и се прави општ маслосвет. Тој маслосвет се прави еднаш во годината, тоест на Велики четврток, и се вадат дарци
за причестување во текот на годината на болните и изнемоштените кои не можат да додат во црквата. Вечерта на Велики четврток се читат 12 страдални евангелија и се изнесува распението, бидејќи според правилата на црквата денот почнува со вечерната богослужба. Фактички четврток вечер е веќе петок сабајле и се изнесува распетието Христово. Символиката на празнувањето на Велики четврток е верниците е вапсувањето на јајца во црвена боја. Домакинките рано наутро пред изгреј сонце вапцуваат 3 црвени великденски јајца, од кои се верува дека првото има магична моќ. По обичај на овој ден децата се капат со црвено јајце и здравец. Од 4 сата вапцам ги. 9 јајца ставам тие црвени, вапцат се убаво. И после тоа поручокта кога ги баѓаме децата, ставаме и здравец у водата и намачкаме бело црвено да бидат здрави, да бидат бели црвени. Се верува дека постои една анегдота дека кога Исус Христос бил распнат на крстот, некоја кокошка снесла јајце под неговиот крст. Тоа било вапцано од крвта на Исус и затоа се верува дека првото јајце мора да биде задолжително во црвена боја. Празникот Велики четврток во Штип се одбележа со повеќе активности. Во Центарот за култура традиционално се доделија наградите за најубаво украсени штандови и креација за Великден на манифестацијата најубаво украсено шарено великденско јајце. Со своји креации годинава се представија учениците и дечињата од основните училишта и детските градинки. Направивме повеќе јајца со обележен денот по повод празникот Великден и ги офарбавме во училиштето. Великден се празнува по повод воскресението на Исус Христос. Што правевте вие, за што се представивте оваа година? Нашето училиште се представи со традиционална трпеза за Великден. Комисијата на вистина имаше тешка задача да одбере кој штант или кое јајце е најубаво. Ке им испратам искрени честитки на победниците, тоа е основното училиште Димитар Влахов и од детските градинки, детската градинка Вера Церивири Трена, и ке им посакам уште поголема креативност за наредната година, а на другите училишта ке им посакам да мислат да стварат нови идеи за наредното представување за наредниот Великден. И хуманитарците во градот поставија штанд со украсени јајца за Великден. Средствата од продажбата ќе бидат наменети во хуманитарни цели. Денес, заедно со дечињето од Основното училиште Славојко Арсов, бојадисовме некаде околу 100 јајца по повод предстојниот празник Великден. Истите тие средства кои ќе бидат обезбедени ќе бидат вклучени во проектот ПХВ. Од истите ќе се набават предмети за домаќинство за социјално загрозени фамилии кои веќе ни се вклучени во самиот проект, а тоа се 3 фамилии, 2 од селото Козјак и 1 од Радање. Црвените јајца во христијанството се символ на воскресението Христово. Според светото предание, традицијата потекнува од првиот век по Христа. Великденското јајце е старо колку и христијанството и црквата го прифатила во својата традиција и практика како символ на Христовото воскресение. Вредни предмети под клучен надзор. Не оставете предмети во возилата кои ќе ги намамат крадците да влезат во вашите автомобили. И возачи не претерувате со алкохолот за време на престојните празници. Надлежните со апел до граѓаните на кои година ви порачаа да ги превземат сите мерки за заштита на имотот од крадци. Пред да ги напуштат своите домови, да ги заклучат влезните врати, вратите од терасите, гаражите и подрумите, да ги внесат сите вредни предмети во соодветна просторија. Апелираме при напуштање на своите возила да преземат мерки за безбедност, односно на своите возила да ги заклучат вратите на истите и да не оставаат предмети кои предизвикуваат внимание, како ташни, куфери, мобилни телефони, лаптоп и други вредни предмети. Возачите да се воздржат од употреба на алкохол, со мерење на шекер во крвта, притисок и холестерол. Штипскиот здравствен дом во заработка со заедницата на инвалиди го одбележа Меѓународниот ден на здравието. Под мотото Здравје за сите годинава се одбележува 7 април, Меѓународниот ден на здравието. Мерење на крвен притисок, шекер во крвта, холестерол. Рано утринава се вршеа во заедницата на инвалиди во Штип.
Здравствената заштитна треба да биде достапна за секој во секое време, без разлика на пол, раса, вера. Исто така, значи, доста голема улога треба да играе финансиската состојба, значи, да не зависи од тоа пружање на здравствена заштита. Членовите на порака, кои во голем број ги посетија просториите на заедницата, ја поздравија денешната акција, но упатија апел вакви акции да има почесто. Се надевам дека патронажот ќе доаѓа почесто, а сакаме такви активности да има, да се откриват порано сите болести, така сите сме додели од центарот за инвалиди да видиме нашата здравствена состојба. Треба да има почесто. Какви се вашите вредности? Што велат? Имате ли покачен крвен притисок, холестерол, шекер? Не ми јасно да те кажам. Пиете ли редовно терапија? Редовно ги пијам, 24 години, 25 апшини. Великденските празници ќе го пролонгираат одбележувањето на Меѓународниот ден на здравјето. Во Штип главната свеченост ќе се одржи во вторник, за кога е предвидено традиционално и оваа година да се наградат вработени во Штипската болница, но и свечено да се испратат здравствените работници, кои целиот свој век го поминале во оваа установа. Високата школа за новинарство и односи со јавноста ги повикува средношколците преку медиумски производи да ги иницираат промените кои ги посакуваат во нивната општина. Конкурсот беше представен пред средношколците во Виница. Би сакал во мојата општина да е темата на конкурсот на кој може да размислуваат и пишуваат средношколците од сите средни училишта. Конкурсот го распишува Високата школа за новинарство, а целта е медиумските производи да ги пренесат барањата, идеите и интересите на учениците за урбанистичката, културната и било каква промена што е неопходна во општината во која живеат. Конкурсот изрази се преку медиумите, кој што Високата школа го организира во соработка со ЕУ, има за цел да ја поттикне медиумската писменост кај средношколците. Овој конкурс е распишан за сите средношколци, значи од 1 до 4 година, кои се сакаат да фотографираат, ги интересира дизајн, графика, подготовка на видео. Што се одржи овој конкурс? Значи треба да се изработи еден медиумски производ кој што може средношколецот сам или во група со други ученици да ја сработи. Значи треба да изработи еден производ, дали е тоа фото приказна, постер или видео. Наградите се телефон, камера, таблет, но имаме и патување, односно еднонеделен камп, кај што сите средношколци што ќе бидат добитници на овие награди ќе можат да научат повеќе како функционира една редакција новинарска. Конкурсот е отворен до 29 април, а може да аплицираат, значи сите средношколци, уште еднаш ќе напоменам, од 1 до 4 година. Повеќе информации за овој конкурс можете да прочитате на medium.edu.mk или на нашата веб страница vs.edu.mk. За авторите на 10 најдобри производи Високата школа обезбедува учество на еднонеделниот летен камп за медиумска писменост во јуни. Драмското студио Гаврилов со представата Антигона од Софокле ја доби првата награда на Меѓународниот театарски фестивал во Пазарџик, Бугарија. Премиерно оваа представа во Штип ќе биде одиграна кон крајот на април. Годинава игравме антички текст, чувствував потреба овие генерации малку да се запознаат на почетоците на театарот и на драматургијата. Работевме на Антигона и таа представа беше премиерно изведена на фестивалот во Пазарџик, но помина фантастично и од публиката и од критиката. Додека бевме тие денови нон-стоп не срекаваа луѓе, честита. Нека поминат великденските празници, таму меѓу 20 и 30 април ќе биде изведена и тука и се разбира ќе се прикажува. Тоа е, да повторам уште еднаш, Антигона на Софокле, интересна представа, да видиме како на таа тема размислуваат деца од 9 до 14 години. Одлично. Значи, вчера имаше коментари и од бугарски режисери, дека тие што ја гледале, и од менторите од жирито, дека тоа е всушност сме направиле образец представа.
Синаќа во Виница гостуваше театарот од Велес со представата Вдовицата се мажи. Представата е адаптација на едночинката Мечка од Чехов, напишана во 1888 година. Во организација на Домот на културата Тошо Арсов синоќа виничани ја следеа театарската комедија Вдовицата се мажи на театарот Джинот од Велес. Вдовицата се мажи е комедија на карактери кои изобилува со брзи диалози, силни емоции и ненајдени пресврти. Представа за едноставноста, комплексноста на човековата природа, за тенката граница помеѓу омразата и страста, за човекот кој честопати знае да биде чуден, а прекрасен и тук на себе. Вдовицата се мажи е адаптација на едночинката Мечка од Антон Павлович Чехов, напишана во 1888 година, која на комичен и атрактивен начин за гледање ја следи приказаната за вдовицата Попова, која 7 месеци е во тратур по смртта на сопругот и одбива да излезе од имотот и да прима посети. Комуницира едноставно и само со незиниот лакеј Лука и вработените од имотот кај неа. Ненадејно доаѓа Смирнов, артилериски поручник во оставка и кредитор, кој ги бара назад парите кои му ги должи покојниот сопруг на Попова. Во представата настапуваат актерите Марина Попанкова како Попова, Васил Зафирчев како Смирнов и Младен Крстевски како Лука. Сценографијата за представата е на Филип Колуновски, костимите се на Катерина Чукниева, а изборот на музиката е на Снежана Митова. За крај информација од спортот. Богат програм на штипските спортски екипи кои своите надпревари во рамките на Великденското коло ќе ги одиграат во сабота на 7 април. Во сабота 7 април започнува третиот круг во рамките на првенството на втората македонска фудбалска лига група Исток, при што ќе се одиграат уште 9 првенствени кола. Во ова 19-то кола на програмата ќе бидат следните надпревари: Беласица Плачковица, Брегалница Каменица Саса, Борец Осогово и Кожух Победа во Ландово. Слободна ќе биде екипата на Теквеш. Сите надпревари ќе се одиграат во сабота 7 април со нов термин на почеток во 16 часот. Настап во сабота ќе имат и фудбалските третолигачи од групата Исток. Во ова 18-то коло се среќаваат Брегалница Голак Малеш, Кежовица Овчеполе и Китго Пекчево Рудар 1947. Слободна ќе биде екипата на Слог 1934. Надпреварите ќе се одиграат во сабота 7 април со почеток во 15 часот. Штипските боксери Алпајде Миров и Ѓоше Ѓошев обезбедија бронзени медали и ќе се борат за пласман во финалето на силниот меѓународен кадетски турнир Емил Жечев, што се одржува во Бугарија. Боксерската кадетска репрезентација на Македонија под раководство на селекторот Петар Челинов настапува мощно успешно на силниот меѓународен турнир Емил Жечев, што се одржува во Бугарија. На силниот, еден од најсилните меѓународни турнири во Европа за кадети и јуниори Емил Жечев во Софија учествуваат тројца боксери од Штип, тоа се двајцата боксери од Баргала Штип и еден од Пинк Пантер. Значи во досегашниот тек на надпреварите Алпајде Миров, кој е веројатно една од идните звезди на македонскиот бокс, извојува 2 победи и денес се бори за влез во финалето, додека Ѓоше Ѓошев директно влезе во полуфиналето и исто ќе се бори попладнево за влез во финале, додека Алпајде Миров беше, по моје мислење, незаслужено победен од хрватскиот представник. Инаку да кажам дека на овој меѓународен турнир кој е за јуниори и кадети учествуваат 16 репрезентации од 4 континента, значи убедливо најак турнир во Европа и мислам дека со досегашните резултати веќе ја постигнавме нашата цел, но се надевам дека ќе имаме представник и во финалето. Да кажеме збор два и за работата на Федерацијата. Знаеме дека пред нова година започна да дуват дека поволни вертишта, како тоа се одржи на Лига првенството, бидејќи сме свидетели дека во поново време се одржуваат повеќе турнири. Па сигурно имаше влијание финансиската инекција која добивме од Агенцијата за млади и спорт, значи се омасовува првенството, веќе дуваат некои нови ветришта, како што велите вие, се зголемува интересот за боксот. Например, во првото коло во Битола имаше 3000 гледачи во спортската сала, во Штип исто така имаше квалитетни борби, имаше доста публика, наредното коло е во Делчево
и за месец дена, месец и пол треба да стартува државното поединечно првенство кое најверојатно ќе се одржи во Штип поради тоа што најдобри услови има овде. Сега во моментот имаме некои одредени недоразбирање со Агенцијата за млади и спорт околу средствата, меѓутоа се надевам дека со меѓусобен диалог ќе ги решиме и тие проблеми. Што предувува календарот на Боксерската федерација за понатамошниот, програмата за понатамошниот тек во оваа година, турнири како домашни, така и меѓународни? Па ние календарот за оваа година го направивме уште за нова година и има доста силни турнири. Во јуни се медитеранските игри, каде ќе имаме наш представник, најверојатно Гоце Јаневски или Љузми Исмаили, заедно со селекторот Петре Чурлиновски. Медитеранските игри ќе се одржат во Шпанија. Потоа во октомври е Европското првенство за кадети, каде се надевам дека сигурно еден или двајца од нашиот клуб од Баргала ќе учествуваат, тоа е во Русија. И наредно е белградски победник сега за 20 на дена за сениори, златна ракавица, златен гонг, значи календарот е буквално пребукиран, секоја недела има бокс. Се надам дека ќе се останат овие недоразбирања и дека боксот корачо ќе тргне по оние славни пати. Па сигурно затоа што многу е негативно може да влијае некоја сега непромислена одлука на Агенцијата за млади и спорт, меѓутоа ние веќе имаме закажано состанок со директорот наредната недела и се надевам дека ќе ги надминеме сите недоразбирања. Во прекрасен амбиент со многу детски и фудбалски жагори вистински обномет. Фудбалскиот клуб Мал Ајакс од Штип го прослави јубилеот 9 години постоење. Спортскиот центар Џаксон во Штип доживеал многу бурни, но звездени моменти кои прикажуваат за многобројните спортски настани. Се играло кошарка, ракомет, одбојка, се одржувале турнири во борење, во бокс, за да денес својот земјот го достигне малиот фудбал преку фудбалската школа на Мал Ајакс. 9 години макотрбно деноноќно работа и само труд во калење и челичење на некои нови фудбалски дечки. Ова е мал јубилеј, но се поголем за нашиот клуб. Славиме 9 години од постоењето. Фактички по наша иницијатива на мене и на Владко Манев, точно пред 9 години се договоривме да го формираме фудбалскиот клуб Мал Ајакс, благодарение и посетување на фудбалскиот клуб Мал Ајакс кој жареше и палеше во малиот фудбал во низ Македонија. Меѓутоа, ние не сме веќе фудбалски клуб за мал фудбал, веќе во нашиот клуб членуваат повеќе од 100 деца, од 100 фудбалери, од генерација 2010 помали и до 2005 година. Истата година, 2009 е формиран и футсал клубот Мал Ајакс, кој успешно се напреварува во првата футсал лига. Исто можем да кажем дека футболскиот клуб Мал Ајакс има професионални тренери, професори, тренери со лиценци кои успешно ги обавуваат тренизите на овие дечиња. Сите овие дечиња се надпреваруваат и во Лигата, пионерската лига под организација на Фудбалската федерација на Република Македонија. Мал Ајакс е бренд кој што ја продолжува традицијата преку футсал екипата која настапува во првата футсал лига на Македонија. Од 2009 сме во првата лига, успешно се носиме, секако финансите представуваат и за позначајни резултати, додека не се најде некој генерален спонзор, ќе се надпреваруваме, ќе клубот да биде секој пат во прва лига, да можеме да го одржаваме клубот. Додека со децата знаеме дека секогаш младите играчи донесуваат многу за спортот и во Македонија, па да и Боже и во странство. Еве, ние може да се пофалиме дека од нашата школа од 2009 Михаил Маневски, кој што е член на Драгалница од 2009 до 2012 година беше член на Мал Ајакс, првите 4 ги направи овде. Бојан Милски, кој е сега во Работнички, кој беше во Азербејџан, репрезентативство U19 исто со Михаил Маневски, од 2009 до 2014 беше во овој клуб. Тие се деца почетни, првите 4 што ги направи овде и што направија голем успех. Се надаме од овие деца овде гледаме ги има во голем број, дека ќе испаднат уште поголеми таленти за репрезентацијата на Македонија, за пространство и највише за да придонесат во нашиот град
да направиме добри успеси во фудбалот. Со преземањето на спортскиот центар Джексон значително се подобри условите за тренинг и престој на играчите. Откако го мислам владееме Джексон, децата имат многу поголеми услови, за разлика од овие што ги спомнав, тренираа на асфалт, тренираа во сала. Сега со овие вештачка трава, со овие услови кои што го имаме Джексон на владење од сабаља од 8 сата, кога почнеме до касните часови, се работи многу индивидуално, посебно во групички, така да мислам дека во кратко време ќе излезат големи таленти од овој спортски центар. Јубилејот на Мала Ајакс се сопадна со рекордните 9 постигнати голови на Владко Манев во дресната Брегалница. Друго време беше тоа, јас многу не се гордеам со тие 9 гола, бидејќи Брегалница таа година беше во трета лига. Дај Боже да беше во прва лига тие постигнати 9 гола, сигурно ќе беше поголема гордост, но сепак 9 гола Брегалница го играше во трета лига. И постигнавме, Брегалница таа година влезе без пораз. Сепак сакам од овие дечиња некој да ме надмине, да даде 10 гола, да биде поуспешен од мене. Во прва лига, така ајде да кажем, ако не во Мала Ајакс, нека биде во Брегалница. Теренот беше претесен за сите членови на Мала Ајакс, кој ужива во оваа фудбалска магија, која беше зачината со вистински оглумет како официјална објава за 9 годишниот јубилеј на екипата на Мала Ајакс. Иницијативниот одбор за поставување на спомен постамент за првиот надпревар во кошарка одржа на 27 август 1933 година во Штип, ја доби поддршката од Агенцијата за млади спорт и локалната самоуправа за негова изградба. Кошарката во Штип влегува во година на јубилејот, 85 години од првата кошаркарска такмица одиграна на 27 август 1933 година. Јубилеј кој достоен за почит, како за градот Штип, така за Република Македонија, па и пошироко за целиот Балкан, но кој за жал со години и децении е тотално подценет и крајно запоставен. Затоа радови иницијативата за освежување на тие првичи кошаркарски спомени кои би се преточиле во монументално спомено бележје. Токму на оваа место, дека што се наоѓаме сега, конечно ќе биде изграден спомен, постамент, што на таблата ќе бидат испишани имињата на соколските членови и со бистата на основоположеник на македонско-балканската кошарка Трајко Кошевалиски. Исто така, иницијативниот одбор, по предлогот на иницијативниот одбор, е предложено да се прави турнир што ќе биде од огромно значење за градот Штип и Република Македонија. На турнирот ќе земат учество екипи, 6 екипи од Македонија и тоа МЗТ, Куманово, Струмица и Работнички. И се надзира некој податок дека и две екипи ќе дојдат од бившите југословенски простори. Изградбата на овој кошаркарски постамент според иницијативниот одбор ја има целосната поддршка од Агенцијата за млади и спорт, како и од локалната самоуправа на град Штип и наскоро ќе биде поставена како точка на дневниот ред, пошто ќе се утврди инвеститорот и изворот на финансиите. Како одбележување на самиот термин 27 август 2018 година, во гимназискиот двор се планира да се одржи младенски турнир со учество на 8 екипи, меѓу кои најзвучи ќе биде името на младенскиот тим на Загребска Цивона. Градот Штип заслужува да му се врати приматот за првиот кошаркарски град во Македонија, па и на Балканот. Во Штип гостувала и шампионската екипа на Белгарска Црвена звезда. И секако во интерес на традицијата, неопходно е потребно обновување на кошаркарскиот сениорски клуб, кој до скоро време во Штип ги гостуваше најдобрите македонски кошаркарски екипи. Тоа беше се што ви подготвивме во вестите на Ирис телевизија. Ви благодарам за вниманието и останете во добро расположение. Имајте убав продолжен викенд. Пријатно!